Премиер, се сложувам со вас за управните одбори, па имено во еден таков е Нина Ангеловска, една поранешна министерка за финансии, само што ја заврши мандатот, отиде во управен одбор во компанија во која што има примања повеќе од председател и премиер на држава. Почнете од таму. Понатаму во моето прашање беше за платите на јавниот сектор, но и што како држава и кога планираме ние да им помогнеме на приватниот сектор да го следи растот на платите. На ниту едно прашање не ми одговоривте. Понатаму, 2009 година инфлацијата беше минус 0,8. 2010 беше 1,6%, кога се воведе минималната плата. Сега знаете колку е? 8,8. Сега прочитав едно соопштение на Народната банка дека наредниот месец очекуваат зголемување, дека ќе создаваат нови инструменти. Сега таа е разликата, инфлацијата ги топи парите. Вие сте професор, предавате на студенти, студентите што ве гледаат се чувствуваат незгодно од работите кои што ги кажувате на оваа говорница. Затоа што едно кажувате на универзитет, друго кажувате тука на говорница. И не е работата кој се представува економски експерт на говорница. Работата е страшна кога така наречени економски експерти се ставаат на исклучително важни работни места во владата каде што треба да генерираат економска политика, па резултатот е овој кој што е сега. Господине Ковачевски, вашите, ќе ги наречам слободно лаги, знаете ли кога завршуваат? Кога ќе влезете во првиот маркет. И ајде да ги видиме бројките. Кашкавал, поскапување од 43 денари. Јајца, поскапување од 48 денари. Мелено месо, поскапување од 10 денари. Без дофрлање од место. Свинско месо, поскапување за 15 денари. Говецко за 84 денари. Чајна, пораст од 15 денари. Тоалетна хартија 42 денари, шекер 36% или 16 денари, јогурт 10 денари, путер 10 денари, домати над 50 денари и масло за јадење што е еднакво на злато во оваа држава над 40 денари. Ова ги демаскира вашите шарени, би рекол, лаги за тоа како оваа држава се справува со економската ситуација. И коректно беше да одговорите на прашањата, но Ковачевски ќе ви кажам на крај уште две тези. Прво, ми беше многу вака кога ве слушав, нормално да го разберам оној гастарбајтер кој што се вратил од Германија да ја зема вашата минимална плата, нормално се шегувам. И второто, Ковачевски, ако е така, ајде на избори. Ајде да одиме на избори. Ајде да одиме на предвремени избори па да видиме чија програма е подобра, дали економската ситуација е добра, дали на вистина цветаат ружи, дали на вистина сме најдобри во регионот. Ајде на избори. Ајде на избори, па народот да одлучи, народот да ја испрати гласната порака. Кој заслужува да ја води оваа држава, а кој не заслужува да ја води оваа држава. Охрабрете се и ајде да одиме на избори. Немам дополнителни прашања, не сум задоволен од одговорот. Благодарам.